Почитувани гледачи, добро вечер и добро дојдовте. Пред година дена гостин овдека баш во овој период беше Бранко Геровски. И тогаш на некој начин ја издефинира она голема афера што се случи во Македонија со Боки, Катица и така натаму. Повторно вечерва гостин во студио е Бранко Геровски. Му посакувам добро вечер, добре дојде. Добре најдев, Јанко. Еве, година дена помина од тоа и тогаш кажавте овдека во емисијава навистина вџашувачки, фрапантни, неверојатни работи кои еве сега треба да финишира во тоа со судски процес. Но ваше согледување на целава работа пред да преминеме на сите овие актуелности, бидејќи имаме доволно време, би сакал да го слушнам вашето мислење официјално овде во пред камера. Па добро, ние сме на еден кус период пред донесувањето на првостепената судска одлука. Во принцип не би сакал премногу да зборувам за актуелностите поврзани со овој случај. Сега случајот добива судска разврска. Случајот претпоставувам на некој начин ќе добие и политичка разврска. Особено поради фактот што се потврди на некој начин дека не е така едноставно да се сторат оние дела што им се ставаат на товар на обвинетите. Мораме да внимаваме се уште на принципот на презумпција невиност, бидејќи не сакам никого јас да осудам пред тоа да го стори судот. Се уште тие се невини до тој момент, до судската пресуда, можеби потоа, не знам. Но во секој случај станува збор за кейс од висок степен на коруптивност, со очигледно вмешување на политички фактори, на високи политички личности, дури и во исказите на обвинетите. Тие факти беа разобличени на некој начин, кажани. Сега прашање на вистина колку може да им се верува, колку може да се стави на таа карта при анализите. Се кажа работи што и за мене беа изненадување, искрено да кажам. Но како некој финален заклучок од ова сето што го слушавме во текот на судскиот процес е не само дека на некој начин се потврдија дел од фактите за кои пишував, другиот дел ќе се потврди во следниот процес, во рекет 2, каде што ќе станува збор за Меѓународен сојуз, невладината организација на Боки Јовановски. Тоа е доправа следи тој процес. Таму ствари повеќето факти за кои јас говорив ќе се потврдат, но еден значаен дел се потврдија и во овој судски процес. И како што гледате горе-долу, јас не можам да кажам дека јас сум добил некаква лична сатисфакција, бидејќи тоа не беше војна во наводници за некаква лична корист или добит, но мислам дека процесот на овој начин ќе финишира со една правна, можеби дури и со политичка сатисфакција во екот на изборите или после нив. Политичкиот момент кој задира до високи функционери, дали сметате дека власта успешно го дампираше тој момент каде што имавме скоро очигледни, или сега во рамки на шпекулацијата од она што го слушавме на медиумите, што излегуваше како факти, па и сведочења, особено Катица Јанева кој кажа неколку работи, кои нормално дали можат, не можат во процедурата ќе се кажат, но сепак укажуваат дека високи функционери од власта учествувале и биле добро информирани што се случува таму. Дали имате чувство дека сето тоа на некој начин се ублажува, дека тоа се исполира, дека ќе се одбегне? Постои ли начин да сето тоа се одбегне, а да утре немаат никакви, да речем, консеквенции од страна на било кој, ако некој
правно, ја не знам како тоа правно, дали може да го reopen the case, дали меѓународната едноставно, дали ќе се бара некаква повисока арбитража, може би меѓународна, затоа што ја не знам како е возможно еден таков случај во кој се спомнати такви имиња, во кој се спомнати таков ранг на титули, кога зборам титули, зборам нели луѓе на функција и сето ова да, знаеш, бидејќи Санадер која беше Санадер и заврши работата со него и со него. Овдека делува некако пошироко. Те молам за твое размислување. Јас мислам и пишував за тоа дека врвот на СДСМ не го менаџираше овој случај политички, се разбира, така како што се очекува од една политичка партија, добро од самиот почеток. Мојот став беше и останува до ден денешен дека во СДСМ мораше да се спроведе еден процес на некој вид на лустрација во политичкиот врв, на едно преземање на одговорноста од делот луѓето од политичкиот врв, кои на ова, да речам, ајде ја наречам пирамида, или ајде подобро попрецизно, ова пајакова мрежа корупцијска што беше сплетена околу Јовановски, околу Меѓународен сојуз, околу специјалното јавно обвинителство, некои или кои однатре и така натаму, за таа коруптивна мрежа мораше да биде преземена политичка одговорност и екзекутирана политичката одговорност на начин како што партијата би можела да оцени. Го зборував, ми се чини тоа и во оваа емисија, бидејќи се уште има политички импликации, дури и поврзани со некои надворешни релации на нашата земја, за кои допрва ќе се зборува, поврзано со овој случај. Веќе гледам во некои овде-онде изјави, имаше една емисија каде што некои луѓе од соседна Србија, например, веќе отворено зборуваат за врски на некои луѓе со кои обкружен, што кој тогаш беше обкружен премиерот, тогашниот премиер Зоран Заев, сега лидерот на СДСМ, може биден премиер. И сето тоа му дава една малку посериозна политичка димензија, дури велам и можеби надворешна политичка димензија на овој кейс, која, според моје мислење, е штетна за Македонија. И таа требаше да на некој начин се персонализира одговорноста, да се прифати политичкиот дел на одговорноста, а на судството да му се отстави, колку што е можно тоа во една земја каква што е Македонија, во еден хибриден режим како што е Македонија, нели? Сепак да му се остави да го истера прашањето на кривичната одговорност, како и што впрочем се случува во овој момент. Тоа врвот на СДСМ пропушти да го направи. Ја не велам дека тоа мора да се случи задолжително сега, пред избори, после избори, меѓутоа треба да бидеме свесни дека судскиот случај рекет ќе има, ова не е завршница, ќе се добијат првостепените пресуди. Не знам какви ќе бидат, веројатно само судот знае отприлика како ќе ги процени доказната постапка и сето тоа, но какви да бидат, претпоставам дека ќе има жалбени постапки и така натаму. Тоа нема да заврши така брзо како што некој се надева, а особено што следува еден друг судски случај кој исто така ќе биде поплично спектакуларен и болен. И поради сето тоа и поради некои други афери кои излегува во меѓувреме, например аферите поврзани со Ден Дончев и така натаму, има тука прашања за политичко менаџирање со цел политичката елита, доколку сака се разбира, доколку има таков интерес, да се очисти, затоа го употребив тој малку извикан термин кај нас лустријање, да се прочисти од тие скрами, од тие наслаги на злото со кој е оптеретена, со цел да може да продолжи да функционира нормално, инаку ќе остане впечатокот дека поврзан со одредени личности, дека аферата реке е избежно поврзана со, не знам, со Заев, со Шкеринска, со овој, со оној и така натаму. И тоа ќе остане во меморијата, во јавното сеќавање како такво.
без оглед дали некој мисли дека тоа сега привременно запрело, дека популарна станала корона кризата или нешто друго, тоа така не исчезнува од перцепцијата на луѓето, од меморијата, од колективната меморија. Ова убаво го срочи и го искаже онака како облечен за у корона, да ки идеш у болница да лечиш целиот завиткан во ракавици. Не, и респектирам, да, не си конфликтен човек кој збори директно и укажува со прсти и така натаму. Имаш ли, не те прашувам за конкретно, имаш ли добро чувство дека некој ќе спаси глава, а дека тој што навистина треба да пострада во целава работа, бидејќи јас се уште не верувам дека моето чувство, дека Боки и Катица сами можеле целава оваа работа да се ја спроведат. Така како што гледам, го и Кичеец си е на слобода, човекот си бил само курирче, парите не дознавме каде се, торбата, клучната работа, барем во секој филм американски, господин Геровски, што го гледаме, како викаат кога и FBI или локална полиција трагај ги каде се парите. Прво по тоа си иде за да се најде целата работа. Како ни вика кога го фатија пола тон кокаин. Осте го, не е битен кокаинот, да видиме каде води трагата, каде идат парите. Таму е центарот на целата работа. И имам лошо чувство дека ова се прават дилови, меѓународни дилови, дека оваа правда малце не знам како ќе изгледа. Може би добро ќе изгледа за партиското членство и тоа кои гласно сето тоа ќе го одобра, опозицијата што и да биде ќе си го ова, но ние малце што меѓу двеве уши уште останало самостојно да функционира, не знам како ќе се исперцепира. Што се однесува до самиот судски случај, јас мислам дека малку го подценуваме и обвинителството и судот. Добро. Мислам дека она епизода во Заводот за судски вештачења, каде што имаме еден напад на бесна Катица Јанева, не е сосема случајна. Мислиш дека ќе се вади на она аферата, дека ќе се вади на непресметливост или лудило? Не. Јас мислам дека господја Јанева била соочена со некои факти кои не се допаднале премногу. Така. Ја би почекал сепак судот прво да пресуди, а потоа да видиме како ќе напише и какви докази ќе презентира во судската пресуда. Не сум сигурен дека нема докази за тоа како било движењето на парите. Не сум сигурен дека нема никакви вештачни, дека ништо нема, дека сето тоа е само на рекла казала и така натаму. И тука во тој дел мораме да запреме во коментарите за да не излезе влијание врз не смееме да го коментираме судската одлука. Па за некој ден ќе има судска одлука, судот ќе пресуди како што ќе пресуди, но сакам да кажам дека би требале да имаме, јас би имал малку повеќе доверба во способноста и на обвинителството и на судот и во начинот на кој е истеран кейсот и доказната постапка. Кики, фрики, мики, рики. Тој дел, значи, што се однесува до политичка... Многу пишувавте, многу бодевте, многу силно удривте со тие кики, фрики, дури, што се вика, имињата да ги кажевте не ќе беше толку силно како со кики, фрики и така натаму некои имиња, кои едноставно исчезнаа од радаров некако последно. Тој дел од скандалот поврзан со Бојан Ивановски сепак ќе биде повеќе предметот Реке 2. Реке 2. Да. Бидејќи најголем дел за што пишував јас, тоа беа коруптивните сделки во кои можеби се оградувам, но можеби имало и перење пари, можеби имало и други работи. Во секој случај имаме големи трансфери на пари према една невладина организација, неоправдани, законски неоправдани, некоректни трансфери на пари, влечење во кеш, вадење, бабата на дедото и така натаму. Значи, во тој дел, поврзано особено со невладените организации, со таа цела сплетка, ја мислам дека ќе има малку позвучни политички имиња поврзани. Но, и во првиот дел... Ова може да биде голема пресвртница во целата севкупна перцепција на луѓето. Се извинувам што ти се убаци во зборот. Зошто ми е целава поента? Поентава ми е дека да отвориме телефони, господин Геровски, не верувам у држава, не верувам во институции, не верувам во партија, не ви веруваат луѓето, затоа што не виделе преседан
на коректно донесени одлуки како што се издржени. Но, ме охрабрува вас, а еве имам причина зошто да ви верувам, например заради интегритетот кој го имате неколку децени, како новинар, дека треба да имаме доверба во винителството. И сепак, еве, додека вие тоа го говорите, се ставам во нивна кожа. Колку и да ме притиска, ја треба да ставам не подпис за 5 години, некој може да ти го отвори. И ако не си работел според законот, прописите и доказите, тешко тебе. Така да, дури и системот, колку и да е корумпиран, мора да се штити себе си со такви поставки, самите луѓе. Еве да верувам дека тоа ќе биде така, тоа ќе биде голема пресвртница за ова општество, во позитивна смисла. Овој кес ќе биде пресвртница на било кој начин. Ние се надеваме дека ќе биде пресвртница во позитивна смисла, да, бидејќи конечно една каста во општеството, општествена каста, правосудните, луѓето во правосудните органи, еве аз ги нарекувам од во професионален смисла една каста, треба да го докажат својот професионален, личен, морален интегритет и конечно да го добиеме некакво лице, олицетворение на правда, тоа на што требаше да биде Катица Јанева, нели, која сега е од другата страна на клупата. Конечно го биме. И на тој начин согласувам, тоа ќе биде една силна порака и до јавноста, и до луѓето дека конечно ние можеме тоа да го направиме. Или, ако не можеме, тогаш ја мислам дека дефинитивно ќе се цементира кај луѓето, мислим дека во оваа држава е невозможно. Невозможно. Да. Нема правда. Ве викнали некој изјава да дадете? Бевте меѓу првите кои напиша за ова, дека имате сознание. Дали имавте некаков разговор, официјален, неофицијален, да докажете, придонесете во рамки на истрагата, да бидете застапени, или не беше фер, онака ве оставија како новинар? Не бе викнат од никого, се разбира, затоа и ги пишував јас текстовите на начин да не бидам викнат. Се разбира. Не сум толку наивен. Не ти требаше не сум човек што така лесно верува дека во оваа држава се така лесно проаѓа. Да, системот функционира безпрекорно и така натаму. Жалам што бев принуден на таков начин да ги пишувам моите текстови, што бев во дел од јавност и критикувам поради тоа. Жалам што можеби во делот исказите некаде имаше и по некое претерување. Знаете се во жарот на борбата, кога ќе се трне, ќе се нешто и каже повеќе колку што треба, ќе се добие некоја погрешна информација, нешто пак ќе недостасува од другата страна, но сепак мислам дека не оставив простор ни истражните органи со мене да се занимаваат, бидејќи да ме викнеа, ќе ги добија истите одговори. Јас своите одговори не ги скривам. Да, дали од оние сознанија што ги имавте, што стигнуваа до вас, рековте дека имате и извори, и дојави, и така натаму, од тоа што сте го дали сето тоа е процесирано? Дали има работи што ги дознавте, а некако исчезнуваат, ги нема ниво КЕЦ, ниво двојка, ниво третиот дел? Јас очекувам тие работи да ги има повеќе во двојката. Случајот Рекет, еден, овој што сега се процесира, главно се сведува на еден случај и на едно преземање на вршење на рекет и преземање на подкуп. Ако се сеќавате вие и вашите гледачи, јас многу и не пишував за тој случај. Ја ги немав гледано снимките, ги видовме јас и како и вие преку овие италијански од Ла Верита, весник од медиумот и како да го речеме. И во тој дел мислам дека горе-долу, од она што го видовме ние, горе-долу да имаше некакви други, да имало некакви други снимки, мислам дека би биле експлоатирани во јавноста. Знаете што се случуваше во меѓувреме. ЛЧК, вакви, такви канали, све излезе што излезе, све што можеше. Но во овој вториот дел, кој се однесува на овие коруптивни сделки поврзани со директно плаќање на рекет од македонски стопански субјекти спрема Меѓународен сојуз и потоа влечење парите, има политички личности и луѓе околу во обкружувањето на тие политички личности, кои се важни, кои треба да се соопштат на македонската јавност. Ја можам да кажам дека што и да се случи со Рекет 2,
Јас, кога сето тоа ќе заврши, таа приказна, нема да пропуштам да кажам некои работи и да напишам некои работи, доколку се пропуштат во Реке 2, бидејќи не би било фер македонската јавност да не знае дека тука има и некои линии на влијание кои не се добри од аспект на интегритетот, не мој личен, не на Боки, не на СДСМ како партија, туку на нашата земја. Господине Геровски, аферата по мене започна со вашата изјава на Voice of America. Од тогаш тргна лавината. Тогаш дознавме дека месеци наназад се знаело, немаше ништо до јавност, имаше шпекулации, но земјотресот се случи, бидејќи кога од Voice of America ќе дојде ова, а вие бевте, вас ви дадоа чести привилегија за сето тоа, тогаш сите сватија дека е сериозна и дека меѓународната знае за овие работи и дека на некој начин. Тој е мојот заклучок, онака површен, ја не сум аналитичар. Значи, себе се перцепирам како обичен гледач. Како перцепира народ? Геро, на Voice of America, американциве, чекај, што? Мене не ме викна, вас ве викна, него викна Боки, него викна Кики, Фрики, Жики и така натаму. Вас ве викна. Значи, не, ја не верувам туку така дека една Voice of America ќе направи. Но не ве викна за, например, за аферата за Ден Дочев. Таа исто така, ја не можам да разберам уште кој ги има димензии, дали е пренапумпана, дали е толку сериозна, дали е несериозна и така натаму, но нели ќе има нема ни најава дури за некаква судска разврска во целава работа. Но пред да идете за таа афера за која исто така спомнувате и пишувавте, ме интересира. Имате ли некои сознанија, макар и како шпекулација, не мора сега, знам дека оградени сте вака тапацирани како за од корона заштитени. Короната. Од каде лаверита и новинарот што се појави? Имавте ли контакт со него? Да, повелите. Не. Тој дел на лаверита и таа линија, искрено до ден денеска се уште не ми јасно како се појави, како се случи таа снимка да се појави токму на овој медиум. Препоставувам дека е баран начин да таа снимка на некој начин се со NGO-вски речен кажано да се дисеминира, значи да се пушти во јавноста. За да не може да се издампира овдека така на локален терен. Да. Одбране е потешко во Италија тоа да го дампираш. Така е. Одбране медиум со кој има нели весник, портал и така натаму. Значи медиум за да се овозможи веројатно лесно преземање и да сите што ја преземаа таа снимка избегнаа практично кривичната одговорност тука, преземајќи ја снимката. Но како, по која линија стасало, мене на вистина до овој момент не ми јасно. Да седнеме у кафана и да се вака опуштиме подолго, може ќе излечем од тебе. Нема ништо да излечете, на вистина, бидејќи стварно не знам. И други луѓе што сум прашувал, не знаат. Има луѓе кои може би знаат, ама не сум ги прашувал, бидејќи мислам дека не е коректно да ги прашувам. Но верувате за лаверита до таа снимка, ја не знаев дека постои такво нешто. Исто. Са може би е самото тоа. Не, ништо не ми значеше лаверита воопшто. Појма ни лаверита, ни тој човек и така натаму. Гледам Ефтов го интервјуираше онака во негов стил и така натаму со притисоци, ништо не откри. Јас мислам дека тоа е едноставно пронајден некој канал за да се таа вест, таа снимка објави на еден начин што може да... Од Watergate аферата, новинарот не треба да сноси одговорност од кај му е изворот. Проблем е доказот што се носи. Не, ние често, зошто ти си кажал, што си кажал и така натаму. Не, пријатели, не се занимавај со мене, со Whisperer и така натаму и така натаму. Така, нели, бара и они самите со снимките за Груевски, за ВМРО ДПМН, да не се прашуваме што и кој е, туку да се занимаваме со криминалот кој го има таму. Што е и по мене во ред. Watergate така беше, во суштина. Така, да. Ги денеска новинарите се уште живи и здрави што ја открија аферата и до ден денес не се откри длабокото грло кој го
Се откри, се јави човекот. Се јави човекот? Се јави човекот, тој период 3 години, а Вудворд и Местин беа, нели, славени долго време за таа афера. Видете, ние не живееме во Америка, не живееме во општество кое може... А јас сакам Македонија да биде 51 американска држава и сите проблеми, политички, економски, социјалски, завршени. Не живееме во американските филмови, нели има многу мотивирачки американски филмови. И од тие причини јас имам еден сериозен принцип кога пишувам за овие скандали, иначе не се сметам воопшто за истражувачки новинар. Ја повеќе сакам пишувам анализи, и кога истражувам, повеќе да истражувам писмено, не само до ние што, нели, откриваат, не знам, цртаат мапи, така на никој цртано не знам. Тоа не е мојот стил на работа. Има такви способни луѓе што го работат тоа, желни, помалку способни, манипулирани, помалку изманипулирани, така натаму. Јас тоа не го правам така. И сум решил една работа, кога веќе пишувам за вакви скандали, значи, нема да сторам кривично дело, нема да објавам снимка, а за да не објавам нелегално снимена, па и легално, нели, која е доказ во нека постапка, не доаѓам во допир со такви снимки. И луѓето тоа, моите извори, едноставно го знаат. Го знаат тоа и во оној период кога, например, Заев ја спремаше својата бомбардировка, нели, бомбите, и ја бев еден од оние луѓе кои сметаше и кои му кажав лично дека ако веќе постои таков токсичен материјал, наједноставниот, најелегантниот и најфер начинот да се дисеминира тој материјал, да се запознае јавноста, бидејќи постоеше нагласен јавен интерес, бидејќи стануваше збор за снимки кои зборуваа за потенцијални коруптивни сделки, криминали и така натаму. Наједноставниот начин е, постојат пресконференции, политичарите за тоа си политичари, може да преземат политичка одговорност, нека бидат тие, бидејќи на крајот на крајшата профитот е нивен, политичкиот профит е нивен, дека бидат тие што ќе ги пуштаат снимките. По мене, начинот преку не знам, Никола Тесла, преку ЛЧК, преку вакви такви канали, малку ми се чини нефер и, што е најважно, неконтролибилен од етички аспект. Знаете што све се објави на каналот на ЛЧК, на каналот на Никола Тесла и така натаму, работи го за кој нема апсолутно никаков јавен интерес, нешто што не значи ништо во политичка смисла, не менува ништо во државата, само да се нанесе штета на овој или оној човек е тајатаму. Но, тоа се случи откако веќе Пандорината кутија на зло веќе беше отворена, за жал. И на таков начин, сега знаеш како, што ќе сееш, тоа ќе жнеш. Така е. На таков начин, како што дојдоа сега, главниот проблем со кој се соочуваат се повторно такви снимки и мислам дека овој пат морален, етички, цивилизацијски, како и да е, ќе нема да се пресече. Знаеш, Архангел Гавриел го пресекол падот, кога Сатанијел ги повлекол ангелите да се свртат против Бога и кога почнал падот да не отидат сите. Ние овдека немаме кој да го пресече тоа. И во догледно време ќе ги имаме уште афери, како и овие што се најавуваат. Што мисли, моето прашање, што мислите, колку овие афери му нанесоа штета на угледот на СДСМ, бидејќи за рейтинзите баш и не ми е многу јасно, бидејќи гледам храбро идат едните и другите на избори и така натаму. Не се луди, ние имаат добри аналитичари, аналитички штабови и така што работата е прилично поделена. А како еден од бојкотирачите кој ми рече, вика, после све, вика ова, вика, рейтингот помеѓу двете партии ја критикуваше опозицијата овде кај мене, од бојкотирам, века, кога рейтингот е толку блиску, па ич нека не ми доаѓа, нека остане Заев на власт. Чим овдека немаме разлика 90 напрема 10 после сево ова што се изнапри, алудираше они на Преспа и на Бугарија и на рекет и така натаму, нека тераат тогаш, века, ништо што се менува суштински. Па не, мислам дека не е така. Добро. Прво, ја малце провоцирам. Прво затоа што да се разбереме по доаѓањето на СДСМ со Заев на чело на власт,
во Македонија се создадоа навистина големи очекувања од новата власт, бидејќи идејата беше задачата, преземената обврска пред народот од страна на Заев и на другите, од оној Заев, пред овој ист народ, нели, за кој Заев се изрази малку во некакви од тие снимки со многу ласивни изрази, непристојни, преземената обврска беше силна и беше поврзана со флоскулата нула толеранција за криминал, за корупција, за клиентелизам, за сите зла што до тогаш ги имавме гледано. Ние не зборевме за проценти. Значи, ние не зборевме дека новата власт за 33,4% ќе биде подобра од претходната власт. Мислам, кога велам ние, зборам за ние што на некој начин придонесовме во движењето на отпорот во тој период да се случи тоа што се случи, да дојде до промена на власта во Македонија. Не беше тоа само Заев, иако сега Заев зборува дека негови биле шарените, ова, медиумите и така натаму, не е тоа вистина. Просто тоа не е вистина, тоа е лага, обична, ноторна лага, што ја кажува Заев. Не е тоа вистина, а вистина е ова, дека истата таа екипа, прегледате ги видеата од цел тој период, сите тие рекламни повици, зборуваме за нула толеранција за овие зла. Пак не сме наивни, знаеме дека живееме во општество кое не може се да се смени преку ноќ, но овие афери, овие скандали, овие снимки што ги слушавме во меѓувреме, снимени од на некој начин луѓе со кои најблиски соработници на Заев, ни покажуваат што? Дека го немаме тој комитмент, таа посветеност што ни била ветена. Бидејќи таа морала да биде безостатна. Не можеме да правиме сега, овие беа малку подобри и така натаму, и без оглед што ќе се случи на изборите, тоа ќе остане како перцепција кај луѓето. Збориме со спортски жаргон. Не ме интересира дали си дал гол или дали губиш, туку дали гинеш на терен за тоа што си ми ветил дека ќе излезеш, не е важно дали ќе победиш, туку дали си пожртвуван како што вети. За тоа збориме? Апсолутно, апсолутно. Мене никакви, како да ја кажам, моја теза беше и пишував дека овие избори не се потребни. Океј, политичките партии консензуално одлучија дека има потреба од избори. Изборите беа закажени пред корона добата, нели? На 12 април требаше да се случат. И јас, бидејќи ни јас, ни вие не одлучуваме што ќе се случува кога ќе има избори, така натаму одлучуваат политичарите, се повинуваме на таа одлука. Во ред, океј, ќе има избори. Но, што беше мојот став и јас останам на тој став. Требаше на таа екипа, на Зоран Заев, да и се остави и таа требаше го земе политичкиот мандат до крајот, на крајот да сумираме дефинитивно што е сработено и дали таа посветеност, дали тоа гинење на теренот на вистина се случило или се случиле некои други гинења. Нели може би судијата да не гинел или некој друг. Видовме, еве го, Ивор Мицковски кој пишува кај вас, кој беше, мислам дека беше дел од шарената револуција, протестите и така натаму и така натаму. Мислам дека нема твит, нема текст во кој не критикува и покажува разочараност со токму вика она за што се залагав. Не можам да го видам никаде. Не зборам само за Ивор кој е, еве, можам да кажам дека еден од тие шарените, сигурно сме биле на спротивна страна, тука нема што, но сигурно не ми делува како некој тип лукративен кој би можел да се корумпира заради. Очигледно дека си држи линија на ставот. Еве, он е еден од многуте кои покажуваат, вика, па за ова ли, вика, киневме патики, вика, на асфалт и не, вика, правејќи го сето оно што го правевме. А мислам дека Катица, ги убил поја. Затоа што жената можеше кралица да биде доживотна Елизабета во Македонија, падна на неизживеаност и така натаму. Не се. Да, коментар. Нема, сакам да кажам, знаете, поентата беше
на целата таа промена, која ни беше нужна во Македонија, внимавајте, не можеме, веќе навистина е непристојно, остаревме. 30 години сме во транзиција. Во транзиција, не знам. И после 30 години и истиот муабет уште од време, како ни вика во времето на Тито? Еве, готово социјализмот. Да. Уште малце, сега ова да го надминеме, сега ќе дојде. Независноста, претходно да не сметаме. И сега, после 30... И све нешто чекаме некој После годо. 30 години, ние се уште сме хибриден режим, незавршена, недооформена демократија. И тоа реално е така. Ние нема што да се лутиме што не нарекуваат така, което е реално така. Не ни функционираат институции како што треба, ни во мирно допско време, ни во криза, сега и така натаму. Значи, гледаме дека нешто не е во ред. И промената беше потребна за да се направи пресврт. Пресвртот, и сега има луѓе што велат, не е можен пресврт. А чекайте луѓе, како не е можен пресврт? Ова земја пред 30 години се осамостои. Стана независна. Имаше тектонски промени се случија во наши животи. Се родивме во една држава, ќе умреме во некоја трета, четврта држава. Значи, се случуваа големи промени во овој период. Се случуваа промени околу нас. Многу земји околу нас сериозно напредуваа. Некои имаат проблеми, некои имаат поголеми проблеми од нас. Да, не мораш обширно, така. Држави кои сериозно постигнаа напредок на економски план, на било Не прегазија, ве слободно кажем, не не да кажеме прегазија. човечки, буквално. Не прегазија, до вчера им се смеевме, па уште со тие, нели, оние соседски омаловажувања што ги имаме, не прегазија у секој И сега не поглед. можеш ти да дојдеш во еден момент да направиш нешто за што ја жестоко критикував Груевски во 2008 година. Сега сум ја силен, моментов е сега, станавме членка на НАТО, отвараме преговори и заради тоа сега ќе одиме на Блицкриг, ќе правиме, ќе ги земеме изборите, ќе победиме за да имам уште еден мандат. Абе човече, не ме интересираат никакви избори. Земи уште 6 мандати ако сакаш. Цар биди. Мора тоа што ќе го кажеш, тоа што ќе го ветиш пред луѓето, мора да го исполниш. Мора да има промени во ова Македонија. Не може вака како до сега. Па добро, еве, вети дека Груевски никогаш више нема да се врати во политика, го оствари. Реши, вети дека ќе среди со Грција, среди. Вети дека ќе среди со Бугарија, среди. Која цена? Не вадам на маса. Важно тие ветувања ги одржа. Од сите тие ветувања, може би е финално и до завршено ветувањето дока со Грција горе-долу проблемот е решен. Со бугарите мене не ми стои проблемот баш многу решен. Иако го имаме тој договор, но има многу различни разбирања на договор. Но јас зборувам за подобрување на состојбите во земјата, во нашата земја пред се. Океј, за тоа што го стори, за тие жртви што ги принесе во поглед на средувањето на позицијата на Македонија на меѓународен план, за да се отворат преговорите со Европската унија, членство и така натаму. Чекај, се направија... не ме спомнувај тоа, да не го отвориме тоа за Европско. Ајде, добро, се направија, кажем, океј, се направија жртви и може да се каже дека во тој дел некаква работа била завршена, како ветување било стварено. Каде по тебе е неговото промашување? Како да ви кажам, ние имаме во институциите, ние ги имаме истите слабости, како и претходно. Ние имаме нефункционални институции. Ние имаме парламент кој е гласачко тело на како да кажам, кој е под контрола на владата, а треба да биде обратно. Ние имаме државни институции кои се исто така корумпирани. Ние имаме проблеми на неостварување на правдата во многу сегменти. Еве сега се надеваме дека нешто ќе се менува. Имаме проблеми со медиумите, имаме проблеми со говорот на омраза, имаме проблеми, имаме сите проблеми што ја чинат оваа држава по таа дефиниција економична, кажа, тоа е многу сериозна дефиниција, недоволно функционална, нефункционална демократија на некој начин. И во тој поглед потребни се битни промени. А да не зборувам за проблемите на економски план. Сметате ли дека имаме, се уште сме... А сметате ли дека има добри шанси повторно да ја добие довербата? Анкетите покажуваат дека
постои горе-долу изедначеност во двете ритизите партии на политичките партии. Целата ова сегашна игра околу датумот на изборите, ние во Македонија стално имаме проблеми со некој датум очигледно. Сега имаме проблем со датумот на изборите. Ја мислам дека е само една изнасилена приказна за да се спроведе некаква мача политика, нели? И да се остави некаков печаток кој кого привел на избори, нели? Бидејќи јас не можам да замислам дека луѓето кои во добата пред короната, тоа е сега пред 3 месеци, веќе горе-долу имале некакви преференции политички, одлучиле дали ќе излезат на изборите, ако одлучиле да излезат, знаат како за кого ќе гласаат, против кого ќе гласаат, дали ќе го скинат ливчето, што ли ќе прават, горе-долу мислам дека е решени. Јас не очекувам дека сега во 5 или 10 или 15 или месец дена тие ќе има некакви битни големи промени. Шансите се, според моите сваќања на close call. Шансите се отплика како што беа во крајна линија и во после изборите во 2016 година, 16 декември. И тогаш знаете како се случи во Македонија, може и во другите демократи се разбира, ако се создадат такви услови, може и да ги победите на изборите, а да не формирате влада. Тоа се случи во 2016 година. Така што, можеби поважно од тоа кој има колку предност во овој момент е кој има посериозен коалицијски капацитет за да формира влада после изборите. Ете фино, дојдовме до Али Ахмети, ама морам да те пресечам тука, 45 минути идеме, да издишеме, кратка пауза, продолжуваме со разговорот. Добро. Се извинувам што ти улета вака. Не, нема проблем. Океј, режија, одиме со кратка пауза, веднаш потоа се враќаме назад во студио. Со Бранко Геровски го продолжуваме разговорот и не очекував, мислев дека многу побрзо ќе отидеме на темава коронава, која го тресе нашево општество и стварно би сакал една анализа за тоа, но доаѓаме едноставно, не можев да ги одбегнам и овие теми, изгледа треба почесто прва сезона, втора епизода, втора сезона, трета епизода да правам, затоа што навистина има што да кажеш, а и ја имам подпрашање на темата. Значи, доаѓаме сега до овие избори за кои се изјаснивте, ни требаат, не ни требаат, колку се битни и небитни, и на некој начин како да се работи за некој си, како да кажам, покажување мускули на теренот, и во овој случај едните и другите имаат една нагорна на СДСМ му се брза, бидејќи времето заради економските лоши политики што се случуваат заради короната, незадоволството во јавноста ќе биде се поголемо и поголемо, а тоа ќе иде на конто на опозицијата. Но, секогаш она кор јадрото партиско е пата-пата и кај едните и кај другите. Неопределените ќе се прашуваат колку имам во џебот. Тоа е тоа. Но ние секогаш го имаме Deus ex machina, Али Ахмети од 2001 наваму. Дали добивме, како што добивме порака од американците преку тебе, преку Voice of America, што сакаат да видат changes, бидејќи интересно беше што баш така по некои јавувања беше брзо одлучено кога господинот Заев му рече дека премиер, ако некој биде во идната влада, тоа ќе бидам ја. Ако ти инсистираш на тоа, нема работа со тоа. И тоа е прв пат јавно некој да го откачи Али Ахмети и Дуи. Игранка или игранка на повеќе слоеви, или едноставно рокот на траење кај Али Ахмети истекува. Прво, тоа е погрешна изјава на Заев, според моје мислење. Добро. Бидејќи во овој момент Заев е носител на листа во една изборна единица на СДСМ и пораката што ја упатува до
Али Ахмети порака да неговата партија, јас ке бидам, не може, нема ти да бидеш. Веројатно по победата повторно ќе се задават органите да СДСМ можеби ќе се одлучи за некој друг да биде. Веројатно ќе биде, но не може така резолутно да се каже. Како што не може да се каже резолутно не ти нема да бидеш. Добро, сега ова теоријски е. Како што нема резолутно да се каже, па не мора да биде теоријски. Ние сме имале мандатари и премиери кои не биле лидери на партии во државата. Можеби и овој кандидатот албанец што ќе биде, што е најавен нели како таков, можеби нема да биде лидерот Али Ахмети. Значи, прашањето не смее да се поставува нема ти да бидеш, ја ќе бидам. Бидејќи прво треба да се скокне па да се каже оп, треба да се добијат изборите, а потоа да се види кој точно ќе биде. Во нормалните држави, зборувам. Кај нас сега све премногу е персонализирано, што не ми се допаѓа во принцип. Не е добар однос. Второ, не може да се каже како што во Америка не можете да кажете не може да биде црнец председател на Америка. Исто не можете да кажете мора да биде црнец. Баш оваа година председател на Америка, не може да кажете и не може црнец да биде председател на Америка. По мене таа изјава беше погрешна. Ја имам до некаде разбирање, не морам да имам оправдување, но имам разбирање за тезата на Али Ахмети на Дуи, време за премиер албанец. Добро. Во која смисла имам разбирање? Тие во Дуи тоа го третираат како еден вид нивното најголемо и последно достигнување, бидејќи нели самите објаснуваат. Нема веќе шо, да. Имавме председател, имавме ова и така натаму. И сега не сме имале премиер албанец, зашто да немаме. Имам разбирање на тој аргумент, за тој аргумент, затоа што во еден долг период, политички, теоретски, затоа што во еден долг период, на вистина на некои клучни позиции во Македонија не можеше да биде албанец. Гировски. И сега за нив тоа е политичка кауза. Ама тоа е во ред. Што ова конкретно ќе значи? Дали ова некоја вербална игранка за замачкување очи, еве, ние идеме па се мотивира, па сега на ваков начин господинот Заев го мотивира и она патриотското и па доста, бидејќи твитерџиеве се како на џојстик, тоа се безмозочни дронови, одма стана патриоти, одма нешто контра и така натаму, смешно што наративот ако пак се смени во некоја изјава и пак и они. Мислам, многу е смешно ова, стварно во нормална држава и не е ни страшна изјава и така натаму, ама во ненормална, каде што имаме ние партиски дронови кои се платени да прават и креираат јавно мислење и да се Абе, буквално како Орвелова. Готово, ништо не важи. До вчера не си смел да кажеш Ш, а камоли попреку да погледнеш, одеднаш сега стануваме патриоти, па ние македонците и така натаму. Добро, јас сум од тој начин размислување генерално опериран, се оперирав на време. Ама не ти, ја ти зборам сега за овие односи. Се разбира. Јас ќе генерализирам таквите групи и таквите односи. Дали има и некоја таква игранка, бидејќи не ми се чини дека они туку така лесно Guns N' Roses ќе се ги раскинат односите. Во Македонија прво треба да знаеме дека дојде до една мала промена и на ставот на ВМРО во поглед на терминот на изборите. Добро. Одеднаш јули стана прифатлив термин. Зошто тоа го направи? И тоа се случи прво затоа што очигледно постои еден притисок и не е убаво партијата која претендира на победа и која вели дека според анкетите има да бега од избори. Ја тоа го разбирам. Тоа е легитимен аргумент. Од друга страна, има еден друг аргумент, за кој јас добив од извор на ВМРО едно објаснување, го напишав Плус-инфо го објави тој аргумент. Има еден геостратешки аргумент, што е многу важен, а тоа е, веројатно се очекува во септември да се стави на маса клучното геостратешко плашење во регионот, тоа е Косово. Така се плановите некаде во септември, дека тоа сето ќе се случува. Според некои брифинзи што ги имав и според некои сознанија, горе-долу и Македонија би требало да се намести, како да кажам, да се позиционира себе во овој момент и спремна да го дочека
тој процес, кој нема да биде едноставен, и не би било убаво, навистина не би било, Македонија да има нерешена политичка ситуација, да биде во политичка криза, да нема некаква елементарно стабилна политичка влада во период која можеби ќе се имат нови турбуленции во регионот. И иницијативата на Али Ахмети, на некој начин ја гледам, не е само иницијатива на пазарење. Можеби е поставување на таа партија визави спрема тие нови случувања што се очекуваат. Да се разбереме, Али Ахмети е најискусниот политичар од овие елити сега што ги имаме во овој момент. Воопшто човекот не е наивен, воопшто околу себе нема наивни луѓе. Можам да речам дека таму има еден, како да кажам, солиден тим и се разбира. Секојаш го имаат пријателствиот совет и поддршка од факторот Соединените Американски држави, што е многу битен, клучен за Македонија. Така што мислам дека ова не е само потек за поставување на некакви ефтини локални пазари сега веднаш пред изборите, бидејќи ако е така, тога Заев има право на пазарот ќе одговори не се пазарам, што правиме муваме, сега те победувам тебе и ти остануваш во опозиција. Значи, отидовте прилично длабоко во целава оваа работа. Да, генералното политичко искуство во Македонија кажува дека ако сакаш да направиш, ако си политичар, победиш избори, сакаш да направиш стабилна влада и да немаш многу сериозни проблеми, сепак треба да направиш со победничката партија во албанскиот блок. Значи, се обиде Груевски во 2007 година да направи со губитничката партија со Мендук Тачи, па после тоа цвилеше, молеше да направи коалиција со... Затоа што 6-7 година се случуваше таа драма. И тоа не ни кажува дека тој е генерал... Сега некој ќе рече, во уставот кој има мнозинство може и без албанци. Не може! Мислам, може се. Може се да се проба и пробано е, ама после имаш проблем на терен. Па губиш утакмица, нели? Па ќе кажеш, ама тоа нашите правосудни безбедносни сили мора да го решат, иди реши го. Не, тоа не се случува. Те разбирам. Што мислиш, што ќе се случува на Косово? Што е тоа? Дали е конечно до поделбата или Путин и Трамп ќе мора да направат некаков, што ќе се биде тоа? Мислам дека на Косово дека ќе што ќе се донесе? Јас уште кога дојде Вучич на власт, Вучич, овој Вучич, нели, за кој сите имаме мислење какво што имаме, нели, така натаму, не баш многу пофално, се разбира, од аспект на демократ, капацитет и така натаму. Сепак да ве потсетам дека меѓу првите изјави кои што ги даде кога Вучич дојде на власт, и тоа во Србија, не во Македонија, не за наша публика, туку за воспаленото српско гласачко тело после изборите. Прв пат кога дојде на власт, рече Косово не е, нели, Косово е срце Србија, тој рече Косово е гангрена на Србија. Проблем кој треба да се реши, се знае како се решава тој проблем. Очекувам јас лично, а и некои други аналитичари дека во еден погоден период, тоа е веројатно ќе биде оваа есен, некаде септември, дека сепак ќе мора да дојде до договор по ова прашање, бидејќи нерешеното косовско прашање создава сериозни проблеми не само во Србија, туку создава, како што гледаме, сериозни проблеми и во самото Косово. Во Косово има проблем со формирање на стабилни влади, има проблем со популизам и таму има еден нерешената ситуација ги јакне радикалните елементи на Косово, а регионот генерално е во фаза на пацификација, на средување, на смирување. Тоа почна, тука сме ние жртва. Ги решиме проблемот со Грција, полојно проблемот со Бугарија решивме, нешто решивме, никои прашања затворивме, бидејќи регионот е во фаза на пацификација. Ви благодарам ова за објаснување за Косово. Сметате ли дека, сега после сево ова, дека реториката
предавници, национално предавство, губиме јазик, губиме идентитет, губиме држава. Таа реторика дали опаѓа, дали држи, дали претеравме во додворувањето и во оние попуштања кон соседите и меѓународната или што ти ја знам кој што не. Не опаѓа многу реториката, затоа што може би, знаете, Заев постигна договори кои беа можни, возможни во тој момент. Да се договаравме малку порано, уште 2008, 2007, 2009 година, така, ќе беа други договори. За 2 години ќе беа уште Сега, полоши. за 2 години ќе беа уште полоши. Тоа го направи. Проблемот беше што ветувањата, дадени од збор на за средување Заев, на општеството. Не, и за овие договори не беше адекватен на решението. Не мораше да се каже, ако се проценувало, ако се знаело, ако се правила таква проценка дека ќе дојде до промена на уставот, сепак, бидејќи ќе треба да се тој договор легализира. Он излезе со изјава дека нема да се менува во уставот, нема да се прави овие така натаму. Тука се создадоа големи очекувања. Имаме ни еден да го речеме националистички блок. Океј, нема ништо страшно во тоа, во секоја држава го има. Луѓе што, нели, од почетокот не може промена, име, ќе јадеме корења, ќе правиме ова. Океј, тоа ја го прифаќам тој аргумент како таков и тоа е константа, тоа го имаш. Но имаш еден дел кои би прифатиле и ќе прифатија, и прифатија на крајот на криштата еден компромис, ама не беше баш пристојно да не им се каже вистината и немаше потреба, например, од оној неуспешен референдум за да се прави алиби, бидејќи зашто послужи тој референдум? За ништо. Што произведе тој референдум? Ништо. Да ми широк кадар. Господинот Геровски во 21:08 штиклирај таму изјавата за да овакво ја акцентираме. Добро, не. Да. Јас знам дека сте рационален, прибран и многу добро знаете кој ќе изјавите. Ја да си обележам затоа што нели ќе предизвика бура, сепак за тоа. Но што правиме и со јазикот? Еве, ја проголтавме таа горчливо апче да мораме да го промениме името со нели беше ветено забетониран име, идентитет, јазик и така натаму. Еве го јазикот веќе ние во голем прашалник или како што изјави Борисов, вика еве ви документот од Европската унија нема македонски јазик, пријатно, тоа се заклучоците. Добро, но тоа е проблем кој се создаде од договорот со Бугарија, не со Грција. Така. Ама не може тоа да не е без последица, Геровски. Во ред, еве да го прифатам и тој аргумент, дека имаме последици во онаа смисла дека кога еднаш веќе почнеме да се пазариме, се знае дека и каде е крајот, дека сме на пазарот, има и многу по вулгарни ласивни објаснувања на таа приказна, но да се разбереме, ние во овој момент го говориме нашиот јазик, реално тоа е македонскиот јазик е признат уште од 70-тите години. Не, тука уопште не треба. Нема спорови. Нема потреба да проповедаш на хора. Сега имаме, но имаме ситуација каде што не се имаме проблем, реално имаме проблем кој е создаден. Македонски народ, македонски јазик. Така реално е проблем. Тоа е затоа што очигледно дека во договарањето со Заев Борисов или меѓу двете влади, очигледно некои прашања олако, што би рекле браќа Срби. И ефтино, господине Геровски, знаете како се дампират работа? Пар милиарди се истураат, 5-6 милиарди, народот, пази, народот е повеќе лукративен од што со национално достоинство, со сета должна почит. Зборам по големиот дел. Ние не видовме пар милиарди, ако и видиме ќе правиме муавет, ама ништо не видовме. Ништо не видовме. Ама ништо не видовме. Од милиарди ништо нема да видиме. Ништо не видовме. Барем да се почувствуваше едно такво, викам, у економијата, рипнале платите. Како ми се допаѓаше мене целата флоскула, просечна плата 500 евра. Аха. Сега да морам да кажам, дека ја во тие приказни од почетокот не верував. Поентата беше европската приказна наша е шанса
да се промениме внатре во Македонија. Која европска приказна? Чекај сега. Таа што јас ја проповедав сега, не знам како ја разбирал Заев или не знам кој друг. Имаме ли датум прво за ова? И кој е датумот? Еве многу просто прашање што секој човек. Добивме датум. Не знам кој е датумот, да. Добивме датум Кој не познат. Но добро. Па ова е Монти Пајтоновска ситуација. Се очекува за некој ден да стаса рамката преговарачка. Не знам точно што тоа исто така ќе значи. Можеби уште една мала, нели, бомбона према македонско за разблажување на предизборното расположение. Пак без датум. Но sejedno, Господине Геровски, знаете што ми апологетите што го добиевме датум, еве ќе беше датумот 1 октомври, што ќе сменеше датумот? Ама сами рековте. Ама што кажуваш ветување? Добро. Значи кога се спомна, ја прво што ми беше мој коментар, викам, кој луд помислува дека Македонија ќе влезе во Европска унија? За НАТО бев убеден дека ќе влеземе. Ние ќе влеземе во Европска унија. Мене ми е апсолутно мишанин никогаш нема да се случи. Исто како што Турција нема да влезе во Европска унија. Истото ќе се случи и со нас. Ама како му викаше Вучич на Заев? Му вика, ко ти е тоа обечал? Затоа што му ветиле. Му рекла Меркел, му рекол ова и стварно човек да падне на авторитете. Ама реално тие гледаш ли ситуација? Се менува и архитектурата на Европската унија. Ако веќе без разговараме да бидеме членки. Значи види, ова не е beauty contest, ова не е Miss Europe. Не е Евровизија. Не е Евровизија. Па сега мораме да бидеме членки. Ја на тоа барам не гледам така. Thank you very much. Не гледам дека што ако се кажеше 1 октомври 2020 почнува датумот. Сам ја спомнав Турција преговара од 1980 и некоја. Не знаеме која. Сега да гугламе малку ќе најдеме. Што е сменето? Дали е Турција членка на Европската унија? Не. Убаво е, кога сме трнале по тој пат, не е убаво да се сопињаме, да поставуваме пречки, нека си имате. Тоа е работа што ја врши администрацијата. Ама, господин Геровски, наша работа е друга. За промена на името, за промена на јазикот, за промена овие понижувачки договори со Бугарија е токму заради тоа да влеземе во Европската унија, а после медот ќе мора у шорцеви да идеме. Не после. На патот кон таа цел, ние треба да ја реформираме земјата. Јанко, јас сум убеден да се разбереме на работа. Ако се остави на овие политички елити тука, или ај погрубо кажано, на нас, да ги спроведеме потребните реформи, иако го нема, како велеше Заев, го спомна еднаш, па го заборави, камшикарот, се сеќаваш на камшикарот, нели? Ако нема камшикар, нема да има сериозни реформи во Македонија. Ние сме тие што сме. Не само во Македонија. Генерално и во регионот тешко се спроведуваат реформи. Не сме само ние проблем. Значи, Босна е проблем, Косово е проблем. Пак ни недостасува мека диктатура. Некој како Груевски, некој како Заев, некој како Бранко. Да тепа и да шамара и да им кажува на сите. А и овој народ, како што го гледаш менталитетот, паѓа у несвест на типови како Орбан, како не води кон реформи. Не води кон реформи. Тоа води само кон зголемување на авторитарната свест кон луѓето. Ние си сакаме стално си имаме татко на нацијата, падре Тито, некој да не води... Некој Тито. Ние стално бараме некој Тито. Никако нема Тито, сега имаме некои мали титовчиња, да ги наречеме. Така. Не води тој начин. Мојата идеја лична, не знам, на вистина, некој тоа го правил можеби од политички профит. Океј, ќе добиеме посулче, посулчето значи прием на апликацијата, далеко од прием НАТО, одлука, датум, тоа се тие посулчиња, и со ова посулче одам на избори, тепам и па владам колку сакам и правам рекет 1, рекет 2 и така натаму. Можеме некој така ги замислува работите. Ама тоа не ја менува состојбата во Македонија. Ја можеби сум бил наивен и дел од луѓето со кои во она време сме разговарали и сме биле глупави, наивни и така натаму, но мораме да веруваме, мораме да сториме што е до нас, што се вели, што е до мене, морам да сторам за да придонесам на некој начин општеството да почне да се реформира. Иначе како ќе се сменат Јанко работите? Како да се убедам дека инфарктот, нарушеното здравје мое, еве резултат
за градам подобра иднина на деца. Не можам да спијам, не верувам дека се случува позитивен процес. Па дали се фаќам себе си, како жена ми ме тепа со клагија, со сукало по глава, како им зборам на децата, ајбе бегајте од тука, ајбе бегајте од тука. Затоа што не можам да ги гледам да се мачат, не се. Ке имаме ли избори? Ке имаме ли избор? Ке имаме. Ке имаме избори. И на што ќе личат избориве и сега заклучувај го муабетов со коронава. Треба не го завршувај. Биди си опширен, имам уште 45 минути. Ке имаме избори. Сега не можам да кажам за жал. Добро. Бидејќи постои консензуална одлука на сите политички партии да имаме избори. Какво е твое мислење? Еве, не ме интересира, знам што мислат партиите. Ти што мислиш? Јас си напишав што мислам. Јас мислам дека Заев, политичката влада на Заев требаше да доврши мандатот. Океј, се донесе ваква одлука каква што се донесе. И сега имаме проблем, значи, од политички аспект, Добро. да се разбереме, одлуката да се спроведат избори е неспорна. Okay. Не може да се оспори. Ама Сега имаме друг проблем. Имаме од короната. технички аспект кој не може да се занемари. И еве на дојде што ќе и личи тоа? Вархеј прекој ден и американската... Ти ги читав Да. сите колумни. Значи, сериозно навлезе во тоа што е корона, како да се заштитиме, како да се функционира. Мислам, око не би ми трепнало да сум некој фактор да те ставам у кризниот штаб. Одма би те ставил. До толку имаш навлезено. Но, кажи ми сега целава работа. Мислам, Караджовски уште само што не, нели, као куче, уште само што не почнал да лае. Ама од друга страна, гледај што ни се случило. Олабавување мерки. Народот не верува. За Великден не смееме да мртнеме, за Ифтар можеме, еве, 4-5 сата, за во име на добрососедски односи, нели, со живот и така натаму. Ќулафов го критикува со животот. Одма добива тужба од, како се вика оној, хелсиншки, ослошки, данжевски, француски, Да. било како и да се нарекува комитет кој е само со локално име, како два Јелена. Не се. Мислам, и сега народов, ја секоја вечер овдека ги слушам. Па чекај бе, викаме, правите луди. Јанко, мора Прв сватиме... пат мораше да има еднаков третман. Пази, збориме за болест, бе, героски. Не збориме сега за етно вредности, ај ке проголтаме, бидејќи нивните традиционални и етно вредности се различни од нашите. Овде збориме за болест, а не те бира дали си православен или муслиман. Значи, од првиот ден на оваа криза, корона криза, на како што ја велиме, свесен дека можеби, нели, има разни и имаше разни критики, и Геро се занимава од бара лек, бара вакцина и така натаму. Тоа е фолклор кај нас. Како да кажам, се посветив на оваа централна тема и како да ви кажам, не можам да ги разбирам луѓето, колегите, најдобрите новинарски пера во Македонија, кои не посветија барем минимално внимание на здравствените аспекти на кризата, кои не истражуваа, кои не читаа и кои не знаат, например, дека продукцијата на Кристијан Аманпур во овој момент прави, како да кажам, максимални лично, зборуваме за едно водечко име на CNN, клучните имиња на CNN станав ја во периодов, не спеам ноќе, па зависник малку од CNN следиме секоја вечер, и се посветија на кризата. Зошто? Мора да сватиме дека имаме многу сериозен проблем и дека проблемот е посебно изразен во Македонија, гледано во регионот. И кога ги објавувам тие бројки, кои не се мои, тие се официјални бројки, тие официјални бројки се ги бележи официјален светски сајт Worldmeters се вика, нели, има и други. По сите бројки ние сме земја во која имаме најголем број заразени на 1 милион жители, во регионот зборувам, имаме најмногу мртви и според бројките во овој втор бран имаме најголема заразност, да ја речем. Во исто време, ајде што има една голема маса на луѓе
образовани, полуобразовани, некои не мора да бидат образовани, не мора обичните луѓе баш за се да бидат образовани, но имаме и лекари, како што слушаме, имаме и политичари кои испраќаат погрешни пореки од самиот почеток до јавноста, дека ова е сепак под контрола, ќе помине лесно, добивме изјава дека вирусот веќе не е толку заразен, човече. Дека ослабен. Ослабен. Не можам да поверувам. Не само што не можам да поверувам. Значи, не најдов двајца исти научници, лекари, медицинари, нели? Рачунаме дека науката е екзактна. Ние можеме што се бавиме со, нели, шандра-мандра, трансцендентални работи, тука можеме да се шараме. Но 2 плюс 2 еднакво на 4. Одеднаш, ја не можам двајца епидемиолози со иста изјава да ги најдам. Те било заразно, те не било заразно, те ќе има втор бран, те ќе нема втор бран, те ќе биде вака, те ќе биде така. Одеднаш ослабен. Врз која основа е ослабен? Само нема такви сериозни научни анализи. Тоа што ние си правиме некакви перцепции врз основа на што се случува во Македонија, врз основа на асимптоматските случаи кои биле замисли безопасни, каде е неверојатна изјава, а тие се луѓето што ги шират всушност заразата. Тоа ни кажува, Јанко, дека ние имаме лошо менаџирање на кризата од самиот почеток. Јас го навлеков од стартот. Од цаца. Пред цаца уште имаше една друга господја што дојде од Италија. Од самиот почеток. Зошто? Ќе ви кажам, мислам, многу едноставно се разбере. Ја не можам да сфатам како луѓето тоа не го разбираат. Уште во средниот век, конкретно во 1422 година, во Венеција, нели, е измислена првата стратегија официјално, како што следи историјата, на справување со заразните болести, со чумите. И се вика карантин. Доаѓа од италијанскиот збор кваранте, што значи 40. Нели? Се сметало во тоа време, а според некои историчари и во стариот век, дека 40 дена е периодот во кој на инкубација чумите, нели, поминуваат, исчезнуваат. Она што србите го викаат редња, завршува. Инкубација, болест, исход. 40 дена се сметало и затоа стратегијата од самиот старт, нели, се вели дека Исус и Мојсей, кога се искушувале по 40 дена, тоа ти е проблематиката која ти е тебе поблиска, јас сум тука тотален лаик, но го прочитав ова, дека историски можеби пак се поклопуваат тие 40 дена, дека всушност тоа е тоа искуство историско, дека тие 40 дена се повторуваат како задолжителна мерка на изолација. Значи, што е поентата, што е генералната стратегија во справувањето со овие болести, порано нарекувани чуми, сега ги знаеме вирусни инфекции и така натаму. Болните луѓе мора да се изолираат, да не заразуваат други. Особено е тоа важно за коронавирусот. И тоа се појавува и во 1600 година во Лондон, 1800 година, почетокот на 20 век со шпански грип. Значи, истите мерки. Ние бевме зачудени затоа што од кај сега ова карантин. Значи, памтат вирусолозиве, памтат луѓето лекарите. Година вариола вера во тогаш Југославија. А големиот грип, сите го заборавивте 75-та година, така кога имавме објави во 7,5, другарот Тито ви рече да не идете во кино, грипот кој покоси 100.000 луѓе во Македонија. Значи стратегијата, Јанко, е карантин, изолација, карантин. Сега, кај е грешката во Македонија? Сите држави се обидуваа, некои погодија, некои погреши, има одлични искуства за кои пишував, јужнокорејско искуство, Сингапур има, Јапонија има добри искуства, многу земји има добри искуства, многу земји имаат лоши искуства. Например, Шведска се повлече од собственото искуство, собствената стратегија го ја покаже дека е лоша. Да, за колективен имунитет. Но сите бараат чаре како врз основа на културата на нацијата, менталитетот, капацитетите, медицинските, како да обезбедат, да ја остварат целта заразените да бидат изолирани. Значи, тоа е поентата. Нема друг лек во моментот. Нема лек, нема вакцина. Океј, ама во друга работа па и стварно беше малку чудно. Затоа што цело време и гостите што гостуваа кај мене ми вела, затоа што здравствениот систем не може,
ние 66% од човештвото ќе се зарази од ова. Но цело ова мораме да го направиме за да го заштитиме здравствениот систем. И сега ти викаш, чим сите ќе бидеме заразени, мање више за 2 години, ќе го подкачиме овој вирус. Тоа е исто легитимен аргумент на властите, бидејќи здравствениот систем подразбира капацитет на болниците. Видете, до пред некој ден Филипче изјавуваше дека немаме празна е инфективна клиника, практично не е празна, ама 20 на 30 на 40 на кревети. Денеска имаме 80, дома 110 кревети имаме. Таа болница во што се пакуваше, сега ќе се распакува повторно да ги прими новите болни. Зошто? Во еден момент кога ќе нагрнат луѓето, ти си готов. Толку ти се капацитетите. Али поентата е во следново. Значи, во земја како Македонија, кај што има ваква традиција, кај што има ваков начин на социализација на луѓето, како можеш да помислиш да спроведеш стратегија по примерот на една Германија, кај што на германците ќе рече седи дома, влези во соба, и јас кога беше свинскиот грип, сум се само изолирал со син ми, среќа испадна обичен грип, син ми се само изолираш и почитуваш. А не сум германец, далеку од германец, недисциплиниран сум, македонец сум. Од оние лоши македонци, да не ги кажеме што денеска се. Од виновниот народ сум, нели? Но како ти, кога знаеш дека таков ти е народот, кога знаеш дека таков ти е начинот за социализација, очекуваш на некој да му каже седи дома, изолира си, му даваш решение и очекуваш дека утре нема да му поеде брат му, братучет му, со помаранджи, со портокали, дека он ќе почитува и така натаму. Не функционира тоа така во Македонија. Не е случајно што во некои други... Значи и да беше прогласен строг карантин во првите денови, све да изблокиравме, пак истото ќе ни се случи со кластери заради тие примитивни семејни односи што ги имаме. Во тој период јас пардон, се извинувам за изјавата примитивни семејни односи. Традиционални, сакав да кажам, семејни односи. Добро, тие на цивилизацијско ниво си попримитивни малку да го и немаме дисциплина како што имаат западноевропските така е, да. народи. И ќе ни се случеше да се во исти, затоа требаше во самиот почеток да се направат барем две важни работи. Прво, требаше да направиме на вистина масовни тестирања од почеток, дури и серолошки тестирања, затоа што видете, масовните тестирања ги фаќаат сомнителните, па иако оние што веќе биле во контакт, а не актуелно во овој момент. Кейсот на имаме заболена на гинекологија сестра позитивна и тие и незината ќерка работат заедно на гинекологија, тие се всушност фатени во наводници со серолошки тест, со овој масовен скрининг, не скриминг, скрининг, што го велиме. Иако работаве за скриминг, нели. Сега, кога со масовно серолошко тестирање, кога се предлагаше да купиме 200, 300, 400 000 тестови, имаше такви предлози во Македонија, ти ќе фатиш не кластери, но потенцијални зони кај што треба да тестираш. И полесно ќе дојдеш во ситуација кога немаш доволно ПЦР-овие молекуларни тестови, кога немаш доволно капацитет, ни не можевме тогаш повеќе од 700 дневно да правиме, сега можеме 1200, но тогаш не можевме да правиме толку тестови, можевме да ги фатиме кластерите порано. Значи во тој дел мислам дека се направи промашување. И второ, сериозно мислам дека требаше да се размисли, без оглед како кој гледа, да позитивните, ние сме мала држава, што е предност во оваа ситуација, да позитивните просто не ги оставаш дома, ги носиш во карантин. Имаме хотели кои седеа празни и седа празни. Во Србија се правеа спортски сали, во Хрватска исто се опремува. Знаеш дека ако е Јанко или Бранко или Петко, Петко ќе го викаме, знаеш дека ако е Петко позитивен, тој дома ќе шири болеста. Во таа ситуација мислам дека најпаметното решение сепак да го излечеш за врат и да го ставиш на место каде што ќе биде безбеден под лекарска грижа. Една мала нација со тие капацитети што имавме, можевме во самиот почеток да го направиме. Не го направивме. Прашањето е зошто? Скапо ли беше тоа? Океј. А кластери што ни се појавија веднаш после некои религиозни празници кои с големија меѓуетничката нетрпеливост и нели препукување
едни против други? Кластерите не беа кластерите, опуштањето на нацијата, попуштањето на мерките беше во периодот меѓу Великден и Рамазан Бајрам, нели, меѓу двата најголеми верски празници. За Великден немаше попуштање, колку мене ми беше. Немаше, но имаше шетање натаму, имаше некои лити и така натаму. Но во тој период, ако се сеќаваш, се пуштија првите изјави и најави, добри сме, и реално бројките беа горе-долу добри. Тогаш бевме под, можеби, 25 на 100.000 заразени. Сега сме над 80 на 100.000 заразени. Баш ќе отворам да проверам. А 25 на 100.000 заразени е стандард. Под тоа, ако си имаш некаква контрола над кризата. Над тоа ти си надвор од контрола. Со 80, ние сме катастрофа. И сега, во тој период, јас мислам првенствено од популистички причини, од обидот на политичарите да им се додворат на верниците, да се каже готово, горе-долу завршена е корона кризата, време е за избори брзи, се сеќаваш на првиот датум, 21 јуни, ништо не мрдаме над 21 јуни. Ја мислам дека од тие причини се упати една многу погрешна порака до граѓанството. Готово, завршува приказната, финално, со завршувањето на полицискиот час. Не од и полицискиот час... Ова е кривата во Македонија. Okay. Ја гледаш? Да. Значи, не издишува од почетокот на јуни па нао. Едноставно, нагоре секој ден се повеќе и повеќе имаме заразени. Но, нели, како ни рекоа, не е страшно, немаат толку симптоми лоши, они сега ново заразени. Ќе исправаме со чеканот, нели, со чеканот не врши работа. Сакам да кажам дека беше потребно, слабо се гледа, не го ставам. Беше неопходно. Еве те ако сакаш повеќе. Беше неопходно со еден по-радикален пристап да се постигне основната цел на стратегијата од самиот почеток. Што повеќе позитивни да уловиш и тие да ги изолираш. Тоа е стратегија, друга нема. Нема, ние имавме полициски час. И можевме да видиме дека одредени населби, градови, мала или што ти ја знам, беа супер дисциплини. Куќе на улица не можеш да видиш, за разлика на некои други, како да ништо не се променило. До отворени продавници. Така е, Јанко, така се согласувам. И се согласувам Ама дека... е тоа нешто што треба да го видите се. Ти ја менаџираш кризата. Значи, имаш комисија за заразни болести. Наќе Чулев. Политичар, не Наќе Чулев. Па така вика дека Наќе Чулев е виновен, не апсел, не казнувал, не тепал. Не. Сега ја и ти да се степаме овдека во студиово и крв да падне, Наќе Чулев не е во позиција да ни прати полиција. Друг таму праќа полиција, има друг ред на нештата како тоа функционира во ова. Но Наќе Чулев не го знам и не го перцепирам во приказнава како релевантен, како да кажам, фактор или како нешто што битно влијае врз целава приказна. Зборувам за здравствените власти, јас од почеток пишував дека ако е Венко Филипче, човекот кај кого се концентрира моќта на одлучување, тој човек треба да решава за, ако веќе решава за живот и за смртта, пази, тоа се крупни одлуки, тој треба да решава. Пази што ќе кажеш за Венко Филипче, он е попопуларен од Елвис Присли у моментов. Јас пишував јавно, му кажав на Венко Филипче, дека ако е тоа човекот за кој Македонија решила дека ќе го води ова, ајде, шоу да го наречеме, малку грубо се изразиме, тој човек треба да има целокупната власт да решава и за другите земни, а не кога ќе праша денес кога прашуваат што ми се изборите, не мислам ништо, давам сум пратил алгоритам како треба се однесуваат. Ве молам, тоа е несериозно. Во Србија ги гледаме на телевизија главните епидемиолози што ја водат приказната. Во Хрватска стои ова господја Алемка, како се викаше, го заборев презимето, главниот епидемиолог, до неја стои Милановиќ. И кога го прашуваат Милановиќ, тој вели, не знам, има кој знае, има кој решава. Дури, јас го критикував жестоко
доктор Караджовски, бидејќи мислам дека премногу се внесе во филмот на идеолог епидемиолог, нели? Алудирам на она негова смешна изјава, епидемиологијата е мојата идеологија, но пазете, во моментот кога човекот кој рече дека е цврст како куче, така, нели беше неговата изјава, кажа треба да има полициски час од 22 навечер до 05 бајле, инаку, по моје мислење, тотално бесмислена мерка, и добро што не се донесе таа мерка, но жестоко го критикувам прво Филипче, а потоа и владата, што не прифатија таа мерка. Зашто? Затоа што на секој прес он вели, владата постапува по препораките на комисијата. Комисијата вика полициски час, вика кој те шиша. Едно кажа комисијата за Рамазан Бајрам, владата сепак друго одлучи. Така е. Да, полициски час, ама од 11 сат. Од 11 сат. Дај, молим те, се ме зафркавај сега. Дај, молим те, ако правиме, работава, ќе ја правиме. Интерес е и на Али Ахмети, и на сите, да тоа биде како што треба да правиме. Лоша услуга им направија на верниците од муслиманска вероисповест. Лоша, затоа што многу луѓе се заразија. Подобро да слуша. Не беше тоа против нивната религија или гушење на религијата. Македонија, исто како што ја како верник не се чувствав загушен зошто не можев да отидам за Великден. Сепак не може чинот мој, и ако не отидам, ќе го направам друг пат во подобро време. Не е Македонија по-муслиманска земја од Турција. Да се разбереме. Така. Не е Јаја Паша џамија по-голема џамија и по-значајна џамија од Мека и Медина. Па не се нашите христијани поголеми католици од папата, па папата стоеше сам таму, сам на площадот Свети Петар во Рим и држеше миса. Во Турција знаете како беше за Рамазан Бајрам. Абе пиле не сме да пред крај. Никој не завршена приказна. Так. И дури не ги обвинувам ни верниците, ни верските водачи, бидејќи тие исто си ја терат своја, си ја терат паствата, си... Ако има дозвола, ќе се иде. Али ако има забрана... Има земни власти во оваа држава. И земните власти решаваат кај ќе си иде, што ќе си иде за световните работи. А духовните власти си решаваат за духовните работи. Кај нас ја промашија работа земните власти во тие моменти. И зошто сега да му се лутиме ние и на поповите, на владиците, на оджите, на Реисот и така натаму. Реисот е на посебна колоритна фигура во целиот тој период. Треба да им се лутиме на овие луѓе што ние ги бираме и на кои им ја даваме мокта. И велам, овој што вели дека е цврст како куче, покрај сета лудост на таа мерка, ако постоеше систем некаков на почитување на одлуките на стручњаците, а ти си го одбрал него за советник свој стручек, има да го послушаш. Глупава е мерката. Има да го послушаш. Како што Вучич со сета негова моќ, така натаму, кога ќе каже кон таму нешто вака ќе биде, така ќе биде. Зошто? Бидејќи кон е кон. Затоа што е врвниот епидемиолог. Затоа што тој е човек со интегритет. Тој е човек кој ќе каже, со вас ќе се расправам преку Facebook, со вас не сакам, отказ ви давам. Чао, пријатно. Има да ме слушате ако сте ме најмиле, а ако не, најдете си друг. Ние мора сериозно да ги поставиме работите. Ова не се заминува. Ние на есен ќе имаме нов случај. Ако забележа во Бразил, каде што сега на јужната хемисфера има промена на, нели? Да. Лето, зима и така натаму. 32.000 случаи во еден ден имаат. Така. Нели? Голема земја или премногу е тоа? Премногу е дури и за нив. Дури и за нив. Што ли ќе биде сега, Геровски, Индија да земеме, од Индија да ги увеземе стапоине, ќе Не. Јанко, пред два дена ама донесува одлука владата. Добро. Вели вака. Сите луѓе кои не ја почитуваат мерката изолација, самоизолација, со решение што ти ја дава Државен санитарен здравствен инспекторат, ти дава решение, мора да седиш дома. Ако не те почитуваш, Јанко, те фаќам за уши, те носам у државен карантин и ти плакаш. Мерка донесена пред 2 дена, уредба. Добро. Владата. И уредба пред 2 влада, стоп корона, задолжително секој мора да ја поведе. Фала Богу, пишував пред 3 месеци, пред 2,5 месеци,
како тоа функционира и пред некој ден објавив една посериозна студија како тоа функционира во Јужна Кореја и во многу други земји тие. И сега денеска го прашуваат министерот Филипче. Му поставија прашање врз особената оваа уредба на колку луѓе што не ги почитуваат изолацијата мерките, а они се жалат дека не ги почитуваат луѓето, на колку луѓето им определите задолжителен карантин, да си го платат самиот. Министерот вели, па за сега ни еден нема. Кој не го почитува уредбите на владата? Зошто во овие 2 дена на 30 луѓе не се фатени за уши, однесени во државен карантин и на крај кога ќе заврши државниот карантин, ќе им стегне сметка толку за јадење, пиење, спиење и така натаму, толку те кошта карантинот. Зошто кога тоа е уредба на владата, не е моја мерка, не е твоја, Јанко, тоа е уредба на владата, на истата таа влада го донела. Мислиш дека е ова најбезболен и најефикасен начин? Мора да се обезбеди основното стратешко прашање, основната стратегија на борбата против секоја зараза. Позитивните, болните во изолација, точка. Нема запирка, нема точка, запирка, точка. Мора да се сместат во изолација. И таа изолација мора да важи. И затоа беше донесена таа одлука пред 2 дена. Таа е секако поефикасна, отколку да прогласиш полициски час у цело Скопје, замисли, цело Скопје, па Скопје ти пола Македонија, и велиш сега цело Скопје под карантин, окей, под карантин, што значи тоа? Под карантин седиме сите дома, ја носиш мерката, у следните 24 часа луѓето треба да се снабдат, да се прошетаат, да направат све и се направи хаос општо во Скопје. Тоа не дава резултати. А пола Скопје и си ја здува од... Пола Скопје здува, зашто да не здува? Па не е забрането. Така бе, не е забрането. Луѓето. Така е. Јас здував, ама во мој атар. Во Скопје сум, нели, во атарот на Скопје, на село во Скопје сум, се уште во тој атар во Скопје. Но, сакам да кажам дека тој тип на мерки кои не функционираат, па променија стратегијата, човече. Не може со ароганција, не може од почетокот до денеска да велиш истата стратегија тераме, истиот алгоритам да важи за тестирање. Па Јанко, погледнете. Погледнете ги бројките на тестирањето и се ви јасно. Од денешните 900 и не знам 70 тестирања, 350 се на државни. Еве со тие од институт. Добро. Не кажи бројка. Другите пола се приватни. Од кај Жан Митрев, од кај Систина, од кај Биотек, од кај овој, од кај оној и така натаму, од приватните лаборатории. Тоа значи дека државата премалку тестира. Апсолутно. Но што ти кажува тоа? Што? Тоа ти кажува дека па ние правиме кампања почетокот, месец и пол дена, не чина тестоиве. Не, тестоите си се арни, вие не чините. Бидејќи не сваќате што имаше кампања, беа ангажирани троловите на Твитер и на Фејсбук, не чинеле. Зашто сега лекари, политичари лево десно трчат кај Жан Митев, трчат у Систина, трчат таму и таму ги бират тестоите. Зашто важи овој глупав алгоритам, беше прашан денеска Филипче, по 3 дена, тој ка не 2 дена се чека. Човече, зашто чекам на тест 2 дена? Зашто се чека на тест 2 дена во Македонија? Имав господинот Андреј Петров овдека во емисија кој ми викал, одма го имате тестот. Да. Прашање на час. Ако идете. И сега ти викаш, зашто бе 2 дена? Значи, молекуларните, техничкото време за молекуларните тестови е околу 10 часа, со све земање, отплика за 12 часа ти би требало да добиеш резултат, а кога ќе се тестираш? Одма. Кога ќе побараш. Тоа е стандард веќе во Европа. Значи, што е алгоритмот во Европа за тестирање со молекуларни тестови? Во овој момент јас и ти да идеме во амбуланта, нема да добиеме тестирање. Ќе добиеме после 3 дена. И после треба... Дали чекај, не ја разбрав таа работа, ми остана нејасно. Дали може да се тестира кој сака, кога сака? Еве, дали во овој момент јас ако отидам... Не за приватното. Зборам држава да ме тестира. Може, ама за 3 дена ќе стасаш наред. А за 3 дена ќе стасам наред. Сега, можеби еве, министерот вели за 2 дена. И вели вака уште. Ако е хитен случајот, ако процени лекарот
Има начин да влезеш во итните. Многу е тоа арбитрерно. 3 дена да чекаш, а што Знаеш ако како? навистина имаш Многу за 3 случаи. дена можеш да направиш голема белја? Па сега, големи бели стануваат во Македонија. Не имаме голема смртност, ми имаме откриени случаи постмортем. Кажи ми, еве, ти Плюс Инфо редовно следите и многу сериозно. Последниот случај ме интересира. Родилка иде на ГАГ, откако дознаваа дека е позитивна, бега. Денеска дознаваме дека изјавата незина дека не била заразена е украдена и скината од незиното досие, според изјавата на директорката на гинеколошко-акушерската клиника во клиничкиот центар. И дека таа од таму отишла на друга приватна клиника, значи ја виделе на камери, лежела таму, имала прием, имаат незин матичен број и уште не се знае, истрагата е во тек, која е, каде е и што е со незе. Мислам, верно ли ви е вас ова? Го знаете ли случајот? Како не, пишувавме тој случај, тоа е еден од овие случаи на експлицитни измами и така натаму. Но, Јанко, ја вака резонирам. Ако ја менаџираш корона кризата, ако знаеш дека имаш работа на лекар, не идат само култивирани, нормални луѓе, луѓе што вистински кажуваат податоците, има луѓе што лажат. Добро, Нормално лажат. Во ред. Што правиш ти? Ти предвидуваш и се однесуваш како да секој кој ќе дојде на нашата клиника е позитивен на ковид, заболен на ковид и лаже. И бега после. Секој е таков. И бидејќи е секој таков, што правам јас на клиниката? Се штитам, носам заштитна опрема, како секој да е заболен. Како што Зошто нашите колегите нема... од приватните клиники кои ми беа гости овдека преку Skype фала ми Богу. кажа, постои процедура. Лекарот од Германија, не знам дали господинот Горијан Трајковски 3 пати се јавуваше од Германија, значи кој работи со случаи интернист, кој работи со случаи од корона, ми ги кажуваше какви се процедурите. Не се нешто поразлично од овие приватниве компании, па викам приватниве болници, институции што се нели кај нас. Значи, постои некоја процедура, се знае како се прима. Ама зап те болел, нема бе триажа, имаш ти ова, ќе бидеш прегледан, Така и така натаму, не е на ризик. Како ова? Не, јас помину? како отидете во клинички центар... А ти објасни ми, како не е најдена до сега? Не знам. А како не е најдена? Абе, пази, не, камера ја снимиле, значи, имаш ти, кога влегуваш, лична карта, здравствена книжка, матичен број. Како не е Абе, најдена? Јанко, човек жив јавол, нашите се сногиат луѓе, знаеш какви се. И ние сме такви. Мора, значи не можеме да фрлиме, како да кажам, не можеме да речеме луѓето се виновни и сме завршили. Ништо не сме завршили работа. Ја не Ние зборам сме за тоа. криви. Каде е CSI? Ние Каде сме, е истрагата? Ние сме виновни. Добро. Значи, каква сака нека била таа жена, Една од- нека била најголемиот измамник на овој свет, да не грешиме душа, може утре ќе испадне нешто трета приказна. Така. Каква сака Ама нека баш била... нека испадне и 10-та. Ја имам право. Ако веќе си ми објавил вест во која ми ги изнесе тие податоци, јас сум како граѓанин загрижен. Океј, кажи ми се резултатот на истрагата, што е ова? Во теке. Што е бе во тек? Трудница не можете да најдете помеѓу две болници. Па не ме правите луд. И сериозно сум загрижен. И на крај ова. Како никаде во светот, Србија, Македонија, Босна и Албанија, генератори на лажни вести во врска со коронава, таква конфузија, такви лажни вести, такви лаги, ја разговарав и со некои твои колеги, вика, просто не ни е јасно. Значи, вика, пази се работи за голем обем на работа. Па дури, Геровски уште ова да ти го кажам, и те молам едно мислење, завршуваме емисија, отидовме 2 сати. Најдов еден лекар на YouTube, кој вика, јас сум лекар, издегов од медицина, да ви кажам дека лага е тоа, јас се викам тој и тој, Џон Смит од Австралија. Го наоѓам тој Џон Смит, го слушам видео, просто не ми се верува. Го наоѓам на Facebook, му пишувам официјално писмо од мене лично, му го испраќам, загостим во емисија, да ми ги потврди само на одите кои ги кажа на YouTube. Не ми одговара. Најдов некои пријатели, некои деца, продукција, некој од Лондон, ги замолив и они да го контактираат.
Едноставно исчезна типот. Едно видео со кое фрли огромна лага, многу верливо, многу со силен авторитет, нема одговор, макар да ти каже, окей, не сакам, имав што да кажам, thank you, одбивам гостување. Нема го. И сега се прашувам, ајде го има и во свет, кај нас, кој тоа го плаќа? Пази, се работи за видеа, се работи за анализи, па има и титлувани работи, па има таму од Да Винчи. Ја, за некоја белја, ја и децата гледаме Да Винчи каналот. Така. И вика, во 2017 година снимиле емисија у Вухан, у Кина, како симулираа таму, нашле некако си коронавирус, тоа е тој вирус што ово, она, ваму и таму. И со титлови. Го проверувам тоа, лажни титлови. Сега тоа се... Геро, ја и ти не седнеме за без пари да работиме. Кој тоа го финансира? Што ти збори ова тебе со овие лажниве вести во целава работа? А искрено да ти кажам, најголемо разочарување во овој момент ми е СЗО. Те молам за крај. Видите, имам СЗО е проведена, бирократска организација, во која у принцип функционираат бирократи, уште решава дали треба не треба маски, нели? И така ние поминавме веќе во второ. А последнава изјава дека ги оправдуваат протестите во Америка против расизмот, само сега не е дистанцата 2 метри, сега на 1 метар да се... Не знам дали знаеш, Reuters истражи врз основа на што Светска здравствена организација го симнала од она студија Солидарити за лековите, го симнале хидросихлороквинот, лек, го симнале Светска здравствена организација. Не, тој што се користеше во комбинација со сомамид. Тој е лек за маларија. За маларија. Антималаричен лек. И СЗО го симнува, наши одма го симнуваат исто така од студијата, бидејќи кај нас се користеше. И ставаат еден друг американски тренд да го објави на Офнет. Ако го ставиле ремдесивирот, супер направиле. Тоа е добар лек, али врз основа на што? Reuters ги истражува врз основа на истражување на некоја организација на чие чело стои бил некој science fiction writer, а втор човек порностар. Некоја женска. И сега Guardian го објавува тоа. Дава светски медицински журнала. Сакам да ти кажам дека може да се случи на Lancet и на Австралискиот Medical Journal и да им се случи такви гафиови, но разликата е што Lancet ќе напише editorial note и ќе се извини за тоа. Светска здравствена организација, бирократи, копирограти, го враќаат леков назад, само овде нема кој да прочита. Па му пратив на одорите на министров, викам да видиш што се дешава со леков. 3 дена, овие влези повеќе. Не треба, како да кажам, тоа е организација како секоја друга. Сега гледам дека можеби Трамп и беше во право во својата нервоза кога тамо го прекинуваше финансирањето на Светската здравствена организација, но ние си имаме наша мака овдека. Ако има ботови, а има, ако има душмани на човештвото, ја не можам поинаку да ги нарачам тие што ги финансираат овој тип на лажни ова. Иако ние овдека во предкорона времето се залагавме за казливост на ширењето на лажни вести, цела една приказ за семинари, проекти, пари се издаде и така натаму, па еве момент кога во друго време кои други лажни вести освен оние вести што се однесуваат нашето здравство треба да бидат казливи. Значи сега, ако јас во ова студио кажам дека не постои корона, не е опасна короната, заразата опаѓа, а ние имаме денеска 175 нови заразени, Јанко, ако сме нормално општество и ако сме нормален систем во кој се казнува лажните вести, за едно 15 минути, дури испиеме оваа водава, треба да ме чека Марица доле. И ќе имаме ли заради ова избори? Ќе имаме. И како ќе изгледаат тие избори? Ќе имаме, јас а народов што се плаши, излезеноста ќе биде катастрофална. Излезноста ќе биде мала, не знам какава ќе биде. Цензус нема, знаеш за овие. Нема цензус 100 души ќе одлучат кој ќе биде власт. Изборите се еден голем јавен собир, кој сака нека рече. Значи имаме 3000 избирачки места, околу 3000, 2900 и скоро 3000 избирачки места. Најмалиот број на луѓе кои се редовно ангажирани, прво како членови на избирачки одбор, партиски посматрачи, независни посматрачи, МОСТ, ОПСЕ, МОПСЕ и така натаму, сите кои ќе собере заедно, еве ја велам, по 10 луѓе нека се по избирачко место, тоа се Јанко 30.000 луѓе, гушнати,
цел 12 часа плюс 3 на броење, хаос општ. Техничкото време, сега според ако добро разбрав, според протоколот на гласање ќе биде ја влегувам во просторијава, одам, гласам, се потпишувам ова, овој као мало е симиња маската да ми каже нешто, тоа мало симињање маска као може. Малку симињање маска. Па ја ме прска со прстот од валјда од 2 метра ме прска, проверија дали сум ова, па потпишувам со исто пенкало, пошто нема да има за Па за ќе секој биде посебен експериментот пенкало. во Македонија за тоа како ќе биде. Техничкото време за сето ова веројатно не е помало од 2 до 3 минути, бидејќи ја нема на трчање на гласам. Ја гласачот, не ја Бранко Гировски, ја гласачот, намерникот на гласа. Теоретски не може да и поминат гласачите, па 3 дена да трае, а навистина и ќе траат можеби изборите 3 дена, ама еден ден за болните и затворениците, еден ден за заразените, а третиот ден за сите други. Значи нема шанси во тој еден ден секој да го оствари своето избирачко Ќе видам право. кој ќе не, алал им вера на тие избирачките комисии кои нели добро ќе им дојдат тие 50-100 евра, кои ќе бидат на денот со заразените. Секој им честна храброст, не знам што да кажам. Но добро, Ајде да се надеваме, само да се надеваме дека да речеме ако изборите се случат некаде еве сега колку што ја разбирам 10 дена се опрашање, дали ќе бидат 5 до 15 тука некаде. Па да речеме дека во овие денови некако ќе спласне малку епидемијава, па дека ќе успее Филипче и екипава и овој љутото, не, како беше кучево Караджовски? да, дека ќе успеат да го исконтролираат. Mad Dog. Сега викаат, сега сме фокусирани на Чаир, сега не им прече каже кога се фокусирани на една општина, што исто е проблем за мене. Фокусирани го решивме Штип и ова, не знам дали е решено, ама да се надеваме, да им посакаме успех покрај се што прават, како што не е добро. Еве имаше 2 мерки, поздрави сега што ги предложија. И дека можеби ќе падне, па да се спуштиме да речеме до денот на изборите некаде до 30 на 100.000. Ќе излезеш на гласа? Тоа е интимно прашање што нема да. Не, да ти интимно одговорам. прашање, не, Геровски. Интимно прашање за кого ќе гласаш? Во Дали ќе вакви- излезеш во оваа ситуација? Ова е здравствено прашање. Значи, Дали ќе минималниот стандард, Ја во овој момент не знам, еве искрено. минималниот стандард за општеството да се смета, за државата се смета за безбедна, например, за да ги отвори границите, да не примат, например, во Црна Гора или во Грција, е да имаме 25 на 100.000 жители заразени активни случаи. Во овој момент ние имаме 80. Ја не можам да сватам ако тоа биде на 5 јули како ние ќе слеземе до 30. Но ако не биде по 25, нема теоретски шанси, јас лично, да излезам на избори, бидејќи не сум будала да го загрозам собственото здравје. Ние сме веќе во години и сме во ризична група. Па јако да кажам овие постариве Господ здравје да им даде, ама некако како да ми бегаат од ова, помладиве се помлади, све нешто околу мојава возраст се вртат луѓево. Господине Геровски, ви благодарам што бевте гостин. Очигледно 120 минути беа премалку. Моја вина е што не ве викнав порано, но ќе ве поканам и во наредниот период кога ќе бидат малку појасни и пред изборите и после изборите. Ако прифатите, секако мене ќе ми биде задоволство. Благодарам на поканата, останете негативни и повик до вашите гледачи да внимаваат. Никој не внимава, сам ја нека ќе го внимаваат. послушам Геровски и ќе бидам негативен. Ајде бе, доста тamo е негативно. Шега на страна, благодарам за вашето внимание, почитувани гледачи. Лека ноќ и пријатно.